Здраво на сите и добре дојдовте во моето ново видео. Јас сум спремна. Денес зборуваме за тоа 5 причини зошто Германија е најдобра земја за живот. Најпрвен, голем број работни места. Секој што пател од тоа дека нема работно место за тоа, за ова, за она, завршува факултет, па не може понатаму да работи затоа што нема работни места. Германија тој проблем го немате. Доколку некој завршува факултет или Ausbildung, тоа значи дека како дека ќе најде работа затоа што е потребно. Следно нешто е дека имате многу добро организиран јавен превоз. Посебно во поголемите градови каде што има трамваи, автобус, воз, имате различни превозни средства кои што скоро на сите му одговараат и наоѓа идење, значи преорганизирано. Проблем е во малите градови, што се пример како овој град каде што живеам јас, нема доволно секогаш, но сепак можам да кажам дека има спрема Македонија, мислам дека е супер. Доколку немате возачка, нема потреба од крижи, затоа што секој може да појди секаде. Единствено нешто јас што сметам дека е проблем, пазарењето, кога пазарите, па тешко е да одите со торби, такви слични работи. Иначе превозот е овде супер организиран. Трето нешто по кое што Германија е добра земја за живот, здравствен систем. Значи, тука имате многу добро здравствено осигурување, не да е Боже за секакви болести и за се што ви е потребно. Дури има и луѓе што, пример, се во пензија и ги користат сите работи што му ги нуди здравството. Пример, одат на бањи, на фитнес, на вакво, на такво, доколку тоа кај нас искрено го нема. Многу повеќе стари луѓе патат. Четврто е тоа што секој може да преквалификува доколку не му се допаѓа професијата. Тука има луѓе што завршуваат факултет со 30-40 години, чак и 50 и пример, тие се отворени луѓе, значи не ми се допаѓа, имам 30 години, па ако не е доцна за да започнеш нешто ново, се иде понатаму и понатаму и понатаму. Значи, има луѓе што учат медицина на 30 години или на 40, ако верувам. Образовен систем. Како што кажав на почеток, образовниот систем е многу добар. Секој може да учи што сака, како сака, каде сака, да го промени нештото, да го пренамени. Многу е добро и тоа го најдувам во позитивна страна. Тоа се тие 5 позитивни работи што Германија ја прават така посебна. Сигурна сум дека има уште, а сигурна сум и дека има и негативни страни. Значи не е се само така убаво и светло. Затоа ќе ве замолам сите вие што живеете во Германија или што сте сега дојдени да ми напишете коментар што мислите и дали мислите дека сите овие работи се така или има уште повеќе позитивни работи или има и некои негативни. Па следно видео ќе направиме негативни работи за живот во Германија, за да можам да споредам дали тоа вреди да се живее во Германија. Тоа е тоа за ова видео, се надевам дека ви се допадна, знам дека беше кратко, но едноставно сакав така само да ви дадам како малце неколку работи што се позитивни и да ве мотивирам, вие што сте сега дојдени и што сте на некој начин почетници во Германија. Доколку ви се допадна ова видео, ставете лайк, subscribe, а ние се гледам во моето наредно видео. Чао!